Полицијата, обвинителството, Агенцијата за храна и ветеринарство, како и Инспекторатот за ловство почнале процедури за постапување откако во петокот попладне беше најдена убиена мечка покрај коритото на реката Радика долж регионалниот пат Маврово-Дебар. Истрагата треба да покаже дали некој ја застрелал во обид да се заштити или е постапка на несовесен ловџија. Од јавната установа Национален парк Маврово е пријавено дека на регионалниот пат Маврово-Дебар на местото викано Криви мост покрај коритото на река Радика забележале угината мечка. Полициски службеници излегле на местото на настанот и било констатирано дека мечката имала влезна рана, најверојатно од огнено оружје. Од 1996 година има трајна забрана за лов на мечки поради опаѓање на нивната бројност. За убиство на мечка предвидена е казна затвор од 3 месеци до 3 години. Покрај овој случај, јавноста беше сведок на мечка како се движи низ Битола, а вработените од зоолошката во Скопје најдоа и волк во главниот град. Стручните лица потсетуваат, луѓето не треба да влијаат во промена на циклусите во природата, особено на планините. Тоа е ексклузивно живеалиште на дивите животни и пред се мечките, па луѓето треба да се прилагодат. Колку ќе внимаваат, планината толку повеќе ќе биде нормален дом за опстанок на животните. Нашиот придонес како луѓе е насочен, треба да биде насочен кон тоа да не фрламе отпадоци, да не ги вознемируваме, да не правиме конфликтни ситуации и да се движиме во оние места во кои што е дозволено. За опстанокот, но и унапредувањето на состојбите за дивите животни во заштитените планински подрачја, националните паркови и други институции годинава согласно нов проект ќе го прошират надгледувањето со видеонадзор. Ќе се собират научни податоци за статусот, распространетоста и движењето на мечките. Целта е да се избројат сите единки на мечки на територија на државата, затоа што во последно време почнува се почесто да се случуваат тие штети. Не зборувам само кај нас, на Шар планина и во Национален парк Маврово, во изминатите години и разни шпекулации се појавуваат, така да ова е најсигурната метода да се собере ДНК анализа на сите единки, ќе се залови, мислам дека една е планирано да се залови и да се прави незино следење и понатака тие податоци да се анализираат. Дел од мониторингот на националните паркови е следењето и на други диви животни како волците, рисовите, диви кози и серни.